Политичките партии денес со жестока кампања во изборната тројка. Политичарите ги имаше речиси насекаде. Први пазарниот петок во Штип го искористија кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ, кои делеа пропаганден материјал на штипскиот пазар. Штип како град беше во фокусот на ВМРО-ДПМНЕ во изминатите години. Вие можете да видите колку се инвестиции имаше во Штип, инфраструктурни, водоводи, канализација, регионални патишта, клиничка болница, така ќе биде и во наредниот период. Потоа на пресконференција презентираа делови од партиската програма за изградба на патишта во регионот. Предвидена е изградба на експресниот пат Штип-Радвиш во должина од 38 км. Буџетот за овој пат е проценет на 64 милиони евра, а рокот за изградба е 2019 година. Планирана е изградба и на експресниот пат Штип-Кочани и проценетата вредност на инвестицијата е 53,4 милиони евра, а рокот на изградбата е март 2019 година. И реконструкција на регионалниот пат Штип-Радовиш на делницата Софилари-Бучим. Предвидено е и осветлување на клучки, крстосници и тунели во државата пред се на потегот Штип-Кочани, Веле-Штип. На крај, партиските активности се заокружија со трибина за спортот. Штип предвидуваме изградба на еден капитален спортски објект, а тоа е затворен пливачки базен со ватерполо димензии, односно 33 на 25, изградба на еден модерен скейт парк за сите љубители на адреналинските спортови и изградба на 3 игралишта за стрит баскет и 4 нови мерки за подобрување на спортот и спортските резултати во Република Македонија. И денеска нашата средба со спортистите и спортските работници ќе искористиме за дополнително информирање за овие мерки. Носителот на листа на СДСМ Љупчо Николовски пред жителите на Беровско Митрашинци ги презентираше мерките од програмата План за живот во Македонија, кои се однесуваат на младите. Во рок од 4 месеци по завршување на школувањето, секој млад човек во државата ќе добие понуда за вработување, понуда за тренинг, односно понуда да го продолжи своето школување. За секој млад човек кој што ќе има добра бизнис идеја, ќе определиме по 10.000 евра неповратни средства за да ја реализира својата идеја и да остане тука во Македонија. Денот против насилство над жените пак беше повод да се презентираат и мерките на СДСМ за подобрување на положбата на жените во државата. Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз реши овој ден да го посвети токму на жената и да ги охрабри сите жени преку промовирање на своите мерки од програмата во поглед на еднаквост и рамноправност на жената во општеството. Зголемување на минималната плата на 12.000 денари, која ќе важи и за текстилната и за кожарската индустрија. До крајот на мандатот минималната плата ќе дојде до 16.000 денари и просечната плата ќе дојде до 30.000 денари. Унапредување на работното законодавство со дополнителна заштита на бремените жени работнички. Финансиска поддршка за инвестиции на социјални претпријатија основани од млади жени до 30 години. Жени работнички со навршени 60 години старост ќе работат по 6 часа на ден, а ќе ја задржат целата плата до пензија.